Дезинформации. Креативно замаглување на умот. Редовната вакцинација може да спаси човечки животи, сметаат експертите, но според нив податоците во земјава, особено кога се работи за вакцинацијата на децата, се загрижувачки. За кои вакцини всушност имаме најнизок опфат? Како дезинформациите влијаат врз одлуката за вакцинација и како да се бориме против нив? Ова се само дел од прашањата кои низ разговор ги отвараме со доктор Кристина Ставридис, епидемиолог, односно раководител на одделението за имунизација и вакцино-превентабилни заболувања во рамките на одделот за епидемиологија на заразни заболувања при Институтот за јавно здравје. Докторке, може ли за почеток да ни кажете каква е генералната слика за опфатот со вакцини во земјава? Па најнапред, пред да почнеме да зборуваме за опфатот за вакцините, сакам да потенцирам дека вакцинацијата во нашата земја се спроведува согласно законска регулатива и подзаконска регулатива и согласно календар за редовна вакцинација. На редовна вакцинација подлежат сите лица до 18 годишна возраст, за кои вакцинацијата е бесплатна и задолжителна. И тоа независно дали се осигурани или не се осигурани лица. Кога зборуваме за опфатот, морам да напоменам дека во последните неколку години, особено во годините поврзани со ковид пандемијата, се соочуваме со низок процент. Ковид пандемијата, во текот на ковид пандемијата, светот се соочи со едно историско назадување во процесот на имунизација, кој резултираше со намалување на глобалниот вакцинален опфат. Значи, опфатот во целиот свет беше намален со вакцините вклучени во редовните календари за имунизација. Нашата земја не беше исклучок. После 20 години за прв пат во 2020 година е регистриран опфат под 90% за примовакцинација со трите дози на оние вакцини кои што се примаат кај бебињата нели во најмалата возраст, а тоа се вакцината дитепер, полио и хемофилус инфлуенца. Така да во текот на 2023 година опфатот токму со примовакцинацијата со овие три дози на вакцина, вклучително и хепатитот Б, бележи опфат понизок од 90%, меѓутоа, она што треба да не радува, што имаме зголемување во однос на 2021 и 2022 година. Вакво зголемување забележуваме скоро кај сите вакцини, меѓутоа опфатот е се уште многу низок и под 95%, односно за сите вакцини е под 90%. Тоа значи дека немаме вакцини всушност за кои што е постигнат опфатот од препорачаните 95%. Имаме со првата доза на некои вакцини, значи на хепатитот Б, на ДТП-РПВ, првата доза има 93, значи се приближува кон 95%, меѓутоа како дозите се примаат и достигнуваат до трета доза да примат, така опфатот се намалува. А за кои вакцини е најнизок опфатот и како ги лоцирате причините за скептичност кај граѓаните? Вака најнизок опфат и пред пандемијата и во текот на пандемијата, сега и по завршување на пандемијата се реализира за МРП вакцината и ХПВ вакцината. МРП вакцината е вакцина која што обезбедува заштита од три заболувања, значи од мали сипаници, рубеола и паротит или заразни заошки, како што се нарекуваат. Прво ќе кажем за МРП вакцината, неоправдано се поврзува појава на аутизам кај децата со оваа вакцина. Причина за тоа е една студија спроведена што е во минатиот век 98 година, која што предизвика загриженост за можна поврзаност меѓу МРП вакцината и аутизмот и аутистичните пореметувања кај дечињата. Подоцна било утврдено дека во оваа студија се направени сериозни пропусти, трудот бил повлечен од списанието во кое било објавено, авторот му е одземена дозволата за работа. Меѓутоа, штетата е направена и се уште ги осеќаме последиците од тоа. До денес направени се многу студии кои опфаќаат повеќе стотици илјади деца, меѓутоа последиците си останаа. Докажано е дека не постои поврзаност меѓу МРП вакцината и аутизмот. Митот остана и загриженоста на родителите остана. Во нашата земја, опфатот минатата година со оваа вакцина изнесува 73,4%,
тоа е опфатот со првата доза. Со втората доза е значително повисок, е 87,7%, што укажува на фактот дека родителите многу почесто ја одложуваат отколку што ја одбиваат вакцината. Во однос на ХПВ вакцината, која што превенира инфекција од хуман папилома вирус, кој што е докажан причинител за појава на карциномот на грлото на матката и на други ХПВ поврзани заболувања, е вакцина во на која што кај нас е воведена во календарот како задолжително уште во 2009 година. Меѓутоа, уште од самиот почеток на воведувањето, ние се соочивме со низок опфат, а причината за тоа се многу митови кои што се ненаучно издржани. Ќе кажам само еден од нив, дека митот дека вакцината предизвикува стерилитет. Вакцината не може да предизвика стерилитет. Меѓутоа, инфекција што предизвикува хуман папилома вирус може да предизвика сериозни последици кои што можат да доведат до долготрајно лекување и до последователен стерилитет. Во овој одговор, всушност и самата укажавте нели на дел од митовите кои што се поврзани со вакцинацијата. Меѓутоа, ајде генерално, кои се најчестите дезинформации кои што се пласираат во јавноста кога се работи за вакцините, не само за овие две кои што ги споменавте, и дали со замавот на социјалните мрежи се зголеми напливот на дезинформациите? Па веќе ги споменав овие најчести митови за вакцините кои што да кажам и со кои што се соочуваме со најнизок опфат. Многу често се дезинформира и по однос на безбедноста на вакцините, што директно влие на довербата во вакцините, а индиректно на одбивањето на вакцинацијата, што пак допринесува до намалување на вакциналниот опфат. Морам да напоменам дека издавањето дозвола за употреба на една вакцина подлежи на многобројни, на опсежни испитувања, тестирања, кои што се прават со цел да бидеме сигурни дека вакцината е безбедна и ефикасна. Во нашата земја и секоја серија на вакцини поодделно се контролира и за секоја се дава одобрение за употреба. Откако вакцината ќе влезе во употреба, незината безбедност продолжува да се следи. Токму заради тој се препорачува сите неочекувани, невообичаени реакции после вакцинација да се пријават. Многу е побезбедно да се прими вакцина отколку да се добие болест. Имунолошкиот одговор кој што се стекнува со вакцините е сличен на оно што го предизвикува природната инфекција. Меѓутоа, цената што може да се плати со прележување на болеста може да бидат огромна. Прележување на полиомиелит може да доведе до траен инвалидитет. Инфекција со хемофилус инфлуенца може да предизвика менингит кој што ќе доведе до пореметување на менталното здравје. Рубеолата, инфекција со рубеола кај бремена жена може да дојде до смрт на плодот или до некои вродени дефекти на плодот. Инфекција со вирусот на хепатит Б може да предизвика рак на црниот рог. Дезинформација, која исто така е честа во употреба, е дека не е потребна вакцинација за болест кои што не се присутни во земјата. Еве како на пример за полиомиелитот. Полиомиелитот кај нас е ередициран и ние сме земја сертифицирана заедно со целиот европски регион, дека болест е ерадицирана уште во 2002 година, меѓутоа вакцинацијата продолжува да се спроведува. Зашто? Затоа што во некои делови од светот, а тоа во моментот се само Авганистан и Пакистан, има поединечни случаи на ова заболување. Меѓутоа, било каде, во било кој регион, се додека постои заболување, постои опасност за импортирање и проширување на болеста. Затоа се продолжува да се вакцинира. Практично последиците од дезинформациите, односно информациите кои што не се поврзани со науката, би можеле да имаат многу големо влијание врз здравјето на луѓето, многу повеќе од што изгледа. Токму така. Значи, сите тие дезинформации, веќе реков, водат кон намалување на вакциналниот опфат, до губење во довербата во вакцините, а тоа се одразува директно на појава и враќање на подзаборавени болести,
како што се полиомиелитот, дифтеријата, минатата и предминатата година се појави дифтерија во европскиот регион, да, беше регистрирана во главном кај избеглиците, меѓутоа тоа е опасност да се прошири на останатото население. Значи сето тоа може да доведе до пораст на морбидитетот, морталитетот и појава на епидемии од болести кои што можат успешно и ефикасно да се превенираат со вакцинација. Сведоци сме на епидемијата на малите сипаници во 2018-19 во нашата земја, во која што заболеа над 1900 лица, за 4 дечиња на возраст од 5,5 до 13 месеци имаше фатален исход заболувањето. Оваа година во нашата земја исто така се појави епидемија на голема кашлица, заболување кое што е вакцино превентабилно. Епидемијата почна во Скопје, се прошири во Куманово и Тетово, а поединечни случаи се регистрирани во скоро сите градови во земјата. И ако го видиме фактот дека од 956 лица кои што се заболени досега во епидемијата, 60% од нив биле невакцинирани, укажува фактички на значењето на вакцинацијата. Според вас, од каде граѓаните би можеле да ги добијат најрелевантните информации во врска со вакцините, односно кои извори на информации ќе може да им помогнат во разрешувањето на дилемите кои што ги имаат? Па секако најрелевантни информации во врска со вакцините родителите може да добијат пред се од здравствените работници, матични лекари, педијатри, гинеколози. Како најважна алка во процесот на вакцинирање и на информациите поврзани со вакцинација, јас сметам дека се вакциналните тимови. Значи, докторите и медицинските сестри кои што работат во вакциналните пунктови се едуцирани кадри и обучени кои што можат да дадат научно засновани информации поврзани со вакцини и да одговорат на сите прашања кои што ги загрижуваат родителите. Од друга страна, ние како релевантни институции од областа на превенцијата се трудиме да има постојано во пунктовите и достапен едукативно-информативен материјал кој што го подготвуваат релевантни институции, како што Институтот за јавно здравје, Министерството за здравство, Светската здравствена организација, УНИЦЕФ. Меѓутоа, родителите, денешните родители, знаете и вие, најголем дел од информациите ги добиваат преку користење на интернет информации и преку социјални мрежи. Меѓутоа и таму многу често може да се најдат погрешни информации или дезинформации, и затоа моја е препорака да се користат исклучиво веб страни на официјални релевантни институции кои што нудат медицински научно засновани информации. Тоа се веб страните на Институтот за јавно здравје, на Министерството за здравство, на Светската здравствена организација, УНИЦЕФ, Центарот за контрола на болести на САД и така натаму. Докторка, вие уште на почетокот на овој разговор го споменавте влијанието на ковид пандемијата, но јас повторно би се вратила малку на коронавирусот. Како практично таа ситуација влијаеше врз ширењето на лажните вести и дезинформации кои што се пласираа на тема вакцинација? Токму така, од една страна влијаеше, да, и самиот процес, самата ковид пандемија и спроведувањето на ковид вакцинацијата, значи сето тоа се одрази на вакцинацијата. Самата природа на пандемијата, причината од нов, дотогаш непознат вирус, создаде една плодна почва за мноштво дезинформации. Луѓето беа на почетокот силно вознемирени, постојано бара информации и многу лесно прифаќа и непроверени тврдења. Информациите брзо се шире, особено преку социјалните мрежи, како точните, така и лажните. И дезинформациите се движеа од тврдења за потекло на вирусот до безбедноста и ефикасноста на вакцините. Од друга страна пак и брзиот развој на вакцината против ковид, иако беше научен триумф затоа што за многу кратко време се произведе, доведе до една конфузија и сомнеш. Начинот, односно новата mRNA вакцина, нели ковидот
најчесто употребената МРНА вакцина, исто така беше представена како една нова технологија, која што исто така поттикна неосновани стравови без научна подршка. Значи се ширеа дезинформации за ефикасноста и за безбедноста на вакцините, кои ги преувеличуваа ризиците од вакцините, минимизирајќи ги нивните придобивки. Значи, сето ова што го споменав, силно се одрази и на редовната вакцинација. Тоа е оној на почетокот што го споменав. Јас овој разговор би го заокружила со една ваша порака за тоа како сметате дека здравствените власти во една ваква ситуација би можеле да се изборат против дезинформациите, односно кои начини или кои механизми вие како стручна фела ги користите за да ги разбиете дилемите кај населението? Сметам дека преку еден пристап кој вклучува подобрување на таа јавно здравствена информираност и комуникација, можеме да се бориме против дезинформациите. Една јасна и транспарентна комуникација е клучен фактор во јакнење на јавната доверба, а тоа може да се постигне само со обезбедување на точни и јасни информации за вакцините, лесно достапни до секој граѓанин. Потребно е да се следат сите грижи, загрижености на родителите кои што се поврзани со вакцинацијата и да се обезбедат соодветни одговори кои што ќе бидат базирани на научни, на медицински докази. Клучна улога во споделување на точните информации во однос на вакцините имаат секако здравствените работници. И затоа сметам дека здравствените работници треба да бидат едуцирани, да бидат добро обучени, за да можат ефективно да комуницираат и со родителите, меѓутоа и заедницата. Сметам дека и вклучување на заедницата во подигнување на свеста за потребата и бенефитите од вакцината може да одигра многу важна улога во борбата против дезинформациите. Така, ви благодарам. Доктор Ставридис беше ова. Разговаравме на тема дезинформација кога станува збор за вакцинацијата во земјава. Доктор, ќе ви благодарам уште еднаш што се одзвавте на поканата. Ви благодарам на поканата што имавме можност да зборуваме за една многу важна тема и да изнесеме некој да разбиеме некои митови, некои дезинформации кои што се шират во јавноста, а се со цел да промовираме вакцинацијата, да го зголемиме опфатот со вакцината и незиниот ефект да го потенцираме. Овој аудиоматеријал е подготвен од страна на Радио Канал 77 во рамките на проектот Дезинформации и креативно замаглување на умот, поддржан од програмата за дигитален активизам на TechSoup Global.